Поштовани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Земјоделците од Струмичко излегуа на протести, велат дека се незадоволни од севкупните состојби во земјоделството, ризиците со ниските откупни цени и пласманот. Повеќе за протестите и барањата на земјоделците од следниот прилог. Итна средба со министерот за земјоделство, државниот земјоделски инспекторат од купувачите и производителите за да се утврди договори една откупна цена за пролетната зелка. Од и таа секојдневно се намалува. Вака порача струмичките градинари кои протестираа по улиците во Струмица. Тврдат дека не се почитувала договорената цена од 20 денари за килограм. А сега денес официјално е 15 денари на сите струмички села. Докаде ние земјоделците со вакви цени, покачени цени во земјоделие, репроматеријали, покачени цени во домаќинството, покачени цени на гориво, ние не можеме да ја посадиме втората култура. А како пак да платиме струја, вода и други останати трошкови? Бараме и потенцирам итна средба со министерот, инспекторатот, со трговецот, за да ја согласиме која е ситуацијата што падна цената која што е договоривме да биде 20 денари до понеделник. Земјоделците велат дека годинава значително им се зголемени производствените трошоци заради поскапените репроматеријали. Тврдат дека со цена од 15 денари за килограм работат во загуби, а сето тоа предизвикува демотивација кај младите да се занимаваат со раноградинарство. Главен проблем е помеѓу откупувачите и инспекторатот што се прават манипулации околу цената. Цената на зелката се фактурира на 20 денари, а се откупува фактички на 15 денари со намалување на килажите откупна за да излева фактички по 15 денари. Тај е главен проблем што треба да го решат инспекторатите, што обеќауваат цената ќе биде 20, значи они одат на терен, али тоа не се решава и секој пат се прават манипулации се повеќе околу цената. Значи сакаме цената да биде 30 денара. Или спротивно, ако не дојде министерот до недела да организираме цена со сите тука земјоделци што се и откупувачи, ќе се радикализира штрајкот. Ќе ги блокираме сите магистрални патишта у Струмица. До сега имаме 4000 денари на фолија. Ќе береме сигурно од и временските услови не ни беа наклонети 400 до 500 кила од фолија, што значи едно 1000 денара или до 500 ќе останат. И значи ние ќе си ги покриеме 4 месечниот наш труд со тие 1500 денари. Дајте луѓе да се договориме, влада, откупувачи, да дојдат, да стекнеме поверение едни со други. Министер за земјоделство Николовски подлече дека бил во постојан контакт со производителите и откупувачите. Досега биле извезени 53.000 тони зелка и постојано се врши контрола на откупувачите. Пред 3 дена во Струмица првиот човек на државниот земјоделски инспекторат Зоран Шапорич имаше средба со откупувачите и земјоделците, при што кажа дека ќе бидат засилени контролите по откупните пунктови, но ги повика земјоделците да понесуваат приставки доколку констатираат прекршувања на откупните цени на зелката во Струмичкиот регион. Да, тоа беше прилогот на колегата Ване Трајков од протестите на земјоделците во Струмичко. Продолжуваме со она што Министерството за земјоделство и владата го најавува како обид и поттик да се стимулираат земјоделците да произведуваат повеќе жито и житни култури. Во насока на тоа, според премиерот Ковачевски, одат и зголемените субвенции кои што ќе ги даваат за производство на житни култури. Податоците на Заводот за статистика покажуваат намалување на производството на пченица во Струмичко. За 10% е намалено производството на пченица во Струмичко во периодот од 2017 до 2020 година. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2017 година засеани биле 735 хектари со производство на 2755 тони пченица. За разлика од последно достапниот податок 2020 година, кога засеани подлебно зрно биле 660 хектари со принос од 2679 тони. Во екот на економската криза и можните проблеми со храна, од владата најавуваат зголемување на производството на житни култури, преку доделување земјоделско земјиште и стимулирање со субвенции. Второ, ќе бидат зголемени сумите за засадување на пченица
и на пченка, како и на сончоглед, и тоа ќе бидат на историски највисоко ниво. Дополнително за секое зголемено производство по хектар на пченка и на пченица ќе следува зголемено дополнително ниво на субвенција, што значи дека веќе субвенциите со оваа мерка ги пренасаме од полето на инпут на моделот на аутпут, на она што ќе биде произведено, и исто така истите тие површини ќе бидат субвенционирани и со зелена нафта, која што ќе биде во зголемен износ по хектар обработена површина со оглед на зголемените цени на енергенсите. Инаку во струмичко намалување се забележува и кај производството на рж од 80 во 2017 на 70 хектари во 2020 година. Зголемување бележи само производството на јачмен. Така во 2017 година засејани биле 276 хектари, а ожнејани 856 тони. Додека во 2020 година засејани биле 284 хектари, а ожнејани 893 тони. Единствено статус кво има кај производството на пченица со 544 хектари засејана површина. Варира само собраната пченка. Така во 2017 година амбарот тежел 3328 тони, а во 2020 година 3590. А кога сме кај бројките и обидите да се стимулира земјоделството, уште една тема, овој пат поврзана со сточарството. Министерството за земјоделство додели договори за набавка на расен добиток. Податоците на регионот на Југоистокот покажуваат дека во периодот од 2017 до 2020 година скоро 40% е намален бројот на ситниот добиток овце, меѓутоа другиот добиток бележи раст. Дури 40% е намален бројот на овци во Југоистокот во периодот од 2017 до 2020 година. Така според бројките на статистичарите во 2017 година на подрачјето на Југоистокот имало 75.117 овци, а во 2020 година овој број се намалил на 45.762. За разлика од овој ситен добиток, зголемување и раст има кај бројот на говеда за 18%, 15% повеќе свини, а дури за 70% повеќе кози и 80% повеќе живина се одгледуваат на Југоистокот во 2020 година, споредено со 2017. Во насока на поттикнување на сточарството, од Министерството доделија договори за набавка на високо педигриран добиток преку програмата за рурален развој. Набавката на високо педигрирани грла добиток од увоз или од признати организации согласно Законот за сточарство е врз основа на јавен повик за мерката 121 од програмата за рурален развој распишан во месец јуни 2021. На јавниот повик аплицирале вкупно 104 баратели, од кои 103 поднесени барања се прифатени и подпишани се договори за набавка на високо педигрирани грла добиток. Вкупната сума за поддршка на сточарите преку оваа мерка изнесува 253 милиони денари. На ваше барање во 2019 година ги променивме условите за апликацијата во оваа мерка. Со измената на условите овозможивме вие сточарите прво да ги подпишете договорите за кофинансирање, што значи стартно да имате пари за набавка на добитокот, да не се задолжувате, за разлика од претходно кога прво требаше да со сопствени средства го набавите добитокот, па дури потоа да склучувате договор и евентуално да чекате да ви бидат вратени дел од средствата. Затоа денеска имате многу поголема сигурност и известност, но и поголема мотивација да влезете во овие инвестиции, што тоа се гледа низ бројки. Резултатот денеска веќе го имаме. За 2020 година имавме исплата на 68 корисници, односно толку се склучени договори. На овој повик имаме 103 корисници за набавка на 3842 грла на педигриран добиток. Преку оваа мерка сточарите добиваат можност за набавка на вкупно 3842 грла високо педигриран добиток, од кои 2727 јуници. Од расата Холштейн, Симентал, Ангус, Лимузин и Херефорд. 1056 овци од расата Лакон, Илде Франс и Асаф и 50 кози од расата Санска, кои што доаѓаат главно од увоз од Централна и Западна Европа, со кои што би се видоизменил генетскиот потенцијал кој го има сточарството.
Во продолжение на земјоделската емисија, минути за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Повторно Агроглобал Скопје ќе стартуваме со презентација на нивните производи. Да ве подсетам дека Агроглобал Скопје врши увоз на семенски материјал, на течни ѓубрива, на репроматеријали, како што се субстрати, систем капка по капка и така натаму. Во ова прилика ќе ве подсета на тоа дека Агроглобал е застапник и увозник на семенски материјал од Клаус, веќе водечка позната во нашава држава куќа, француска куќа за семенски материјал, и тоа ќе проговорам нешто за сортата Клароса, сорта на розев домат, кој што е веќе многу години и овдека во Струмичкиот регион се сади, низ целата држава, и веќе е познат и број еден домат на розев домат кај самите земјоделски производители. Но само накусот би ве подсетил дека Клароса представува розев домат со големина на плодовите од 200 до 250 грама, бујно растение, исто така плодовите се округли, со убава розева боја, униформиран, значи нема шаредула на плодовите, не пукат, отпорност на пукање, исто така има голема отпорност на голем број на болести, како што се томатомозоик вирус, толерантна на нематодата и други болести и штетници, а како резултат на, да речеме, квалитетот, една од водечките сорти кои што овозможуваат и при откупот и транспорт на самите производи од домат. Односно, Кларосата се карактеризира со тоа што плодовите не само што се сочни, него што се и цврсти, па трпат подолг транспорт и извоз од нашава држава. Исто така би сакал да ве подсетам на од Агро Уник сега би се префрлил на Енерген Аква со микроелементи. Значи постои палета на повеќе Енерген Аква, односно Енерген Аква со бор и Енерген Аква со микроелементи. Енерген Аква со микроелементи се карактеризира со тоа што ова е течно ѓубриво од руско производство, увозник е Агро Уник Македонија, извозник е Агро Уник, се карактеризира со тоа што во својот состав содржи органски материи, почнувајќи од органски киселини, хумусни, фолни киселини, млечни киселини, аминокиселини и така натаму, и микроелементи, железо, манган, цинк, бор и така натаму. Енерген Аква микроелементи може да се употреби во систем капка по капка или кај веќе неколку години уназад се употреба фолиарно со прскање, и тоа во доза од само 5 мл во 10 литра вода. Значи, едно шише е за 2000 литра, од литро, за 2000 литра вода, но обично го прават поголема концентрација, без проблем, и е за 1500 литра вода, значи може да се употреби и максимална доза од 70 мл во 100 литра вода. Може Енерген Аква да оди самостојно или со некои други стимулатори. Исто Енерген Аква може да се употреби и со заливање на самите растенија, односно Енерген Аква може да се употребува и кај самиот расад. Кога станува збор за Фалкон Струмица, трета компанија која што вршиме презентација на незините производи, би сакал уште еднаш да ве подсетам дека Фалкон се занимава со предсе увоз и дистрибуција не само на течни ѓубрива, исто така и на кристалните ѓубрива од типот на КЦ и Ултрасол, а исто така и со продржба на систем капка по капка, а и многу веќе познатите фолии за земјоделско производство. Исто така би сакал да ве подсетам дека за еден производ од Фалкон, тој е Fertimix FE, односно тоа е течно ѓубриво кој што е доста богато со железо. Значи, ова течно ѓубриво содржи околу 10% железо, 9,8%, но формата на железото е во ЕДДТА форма. Односно, народно кажано, форма хелатна, каде што растението најлесно и најбрзо го усвојува, а со тоа неговото дејство е најголемо. Односно, би сакал да ве информирам дека Fertimix FE
Dozna употреба обично се движи околу 20 мл во 10 литра вода, или пак во колку постои потреба во систем капка по капка оди од доза 1 литар на декар. Иако, како стручно лице, би препорачал најдобро е да оди во фолиарно при прскање и особено може да оди да речеме пред појавата на симптомите на хлороза, а исто така кога ќе се појават првите симптоми, препорачувам и веднаш да се употреби ова ѓубриво, односно Fertimix FE. Приемот на растението, рековме, доста голем, затоа што растението веднаш го прима железото, кој што е во овај форма, хелатна форма, и не е потребно негово разложување за да може растението понатаму да го приме. Покрај тоа ќе ве потсетам и за Fertiactil GS, кој што во својот состав содржа азот и други компоненти, кој што го стимулира растението за подобро создавање на коренов систем, корenoви жили и за раст и развој на целокупното растение. И за крај на оваа наша емисија да погледнеме што интересно се случува надвор од границите на Македонија, а и поврзано со производството и земјоделските технологии кои што се применуваат во агросекторот.
Почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Благодарност за вниманието со кое не следевте. До следната недела, пријатно.